слушатели, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ канал ВИС, која што се одржува на 6 мај, ден по Денот на македонскиот јазик, а поводот за оваа емисија е двоен. Од една страна 5 мај, Денот на македонскиот јазик, а од друга страна пак во ова издание на визави ќе се присетуваме на великанот на македонската лингвистика, на македонската книжевност Блаже Коневски, кој оваа 2021 година отбележува 100 години од раѓањето. Има повеќе свечености кои што ќе се одржат низ целата држава по повод раѓањето на Блаже Коневски, но вечерва за него, за македонскиот јазик, за она што ќе се случува на Универзитетот Гоце Делчев во текот на оваа година и што се случуваше вчера, разговараме со универзитетската професорка доктор Ана Виданова Рингачева. Професорке, добра вечер, добре дојдовте во Визави. Како што спомнав во најавата, вчера го одбележавме 5 мај, Денот на македонскиот јазик. Дали би можеле за почеток да се присетиме на настаните кои претходеле на кодификацијата на македонскиот јазик? Така, ви благодарам. Добро вечер. На вас и на вашите гледачи. Благодарам за интересот да зборуваме за овие два големи значајни настани, 5 мај, Денот на македонскиот јазик и се разбира да говориме за 100 годишнината од раѓањето на великанот на македонската книжевно-научна мисла Блаже Коневски. Најпрво ќе проговориме, како што рековте и вие, за оние историски настани кои што и претходеле на кодификацијата. Меѓутоа, еве, можеби најпрво би било добро да терминолошки да кажеме што всушност значи кодификација. Терминот кодификација всушност значи систематизирање и прифаќање на одредени јазични правила, кои што на некој начин пропишуваат одредена задолжителна јазична норма. Така некако по дефиниција можеме да го дефинираме терминот кодификација. Меѓутоа, кога зборуваме за кодификацијата на македонскиот литературен јазик, која што се случила на 2 август 1944 година, мораме да бидеме свесни дека претходно, назад, ако се вратиме во историјата, претходеле настани така наречени предкодификацијски периоди кои што биле предходница на тоа што подоцна ќе се случи веднаш по ослободувањето, по завршувањето на народно-ослободителната борба. Илузорно е да тврдиме или илузорно е да мислиме дека еден јазик се формира во еден миг, даден миг од историјата, па да кажеме, како што тоа е се поприсутен наратив во последно време, дека македонскиот јазик се формирал од 45 година и дека е јазик кој што е доста млад. Затоа велам илузорно е да тврдиме заради тоа што јазикот е жив процес, тој се создава, се развива, зрее. Јазикот се менува апсолутно и заради тоа велиме дека македонскиот јазик е јазик со вековна традиција, јазик кој што има своја предисторија назад во времето. Ако се вратиме да кажеме еве во 19-тиот век, 19-тиот век е оној стожерен век за македонската јазична мисла, тогаш се пројавуваат првите, така да кажам, индивидуални обиди на наши интелектуалци, кои што на некој начин во тоа време можеби заради тоа што го немале општествениот контекст, не можеле да го институционализираат тоа што го носеле како идеја. Идејата е дека македонскиот народ е посебен народ и македонскиот јазик е посебен јазик. Вреди да се споменат индивидуалните обиди на Јордан Хаџи Константинов Джинот, на Ѓорѓе Пулески, на Партеније Зографски, на Григор Прличев. Сите се носеле со идеја дека треба да се формира посебен македонски јазик. Се до доаѓањето до времето кога ќе се појави Крсте Петков Мисирков и неговата значајна книга за македонските работи во која што и делото на Мисирков може да се смета како еден вид на веќе созреан процес, бидејќи и тоа не е туку така случајно, неговото дело не е миговно, туку сепак е резултат на повеќе децениско барем истражување заради тоа што сепак Мисирков бил лингвист. Па можеби еве тука ќе се навратиме
мислиме на еден став на веќе покојниот академик Ѓорги Старделов, кој што вели дека во македонската историја постојат така наречените коперникански периоди. Тоа се периоди кога се појавуваат значени големи дејци кои што со своите идеи всушност се еден вид претходница на тоа што подоцна ќе се случи, нели, кога ќе се постави македонскиот јазик како норма. Тој издвојува 5 значени епохи. Епоха Свети Климент Охридски, епоха Димитар Миладинов, епоха Крсте Петков Мисирков, епоха Кочо Рацин и епоха Блаже Конески. И ако ги разгледаме поединечно, ќе видиме дека секоја епоха всушност ја предводи голем деец со големи идеи, човек кој што знаел во што верува, и всушност тие идеи јас ги толкувам како, знаете, како мали притоки кои што подоцна се вливаат во една голема река, една голема идеја, а тоа е идејата за создавањето на македонскиот литературен јазик. И всушност врз основните постулати што ќе ги даде Крсте Петков Мисирков во петата статија од книгата за македонските работи, подоцна и ќе се случи кодификацијата. Тоа се еве да повториме, мислам дека гледачите знаат, меѓутоа еве да кажеме, тој дава предлог во основата на македонскиот литературен јазик да се земат централните македонски говори, потоа речникот, односно лексиката да се формира од сите македонски дијалекти и правописот да биде фонетски. Колку букви, толку гласови. Всушност, тие негови постулати, комисијата за кодификација ќе ги надогради. Првата комисија, само да кажеме дека нема да ја заврши докрај својата работа, меѓутоа втората комисија веќе формирана по неколку месеци, во која што учествува Блаже Конески, ќе ги донесе, ќе ги усвои овие предлози и тогаш веќе во таа 44-та година се случува конечната кодификација на македонскиот литературен јазик. Која е улогата на Блаже Конески во кодификацијата на македонскиот литературен јазик и кои се неговите идеи кои што тој ги застапува и се залага за нив да бидат вметнати во структурата на литература? Кога веќе се префрламе на Блаже Конески, јас морам да кажам дека сето тоа што ќе го изложам вечерва е всушност резултат на моето истражување за тоа кој бил Блаже Конески како лингвист, научник, поет, меѓутоа и како човек. И најмногу за него читав во сеќавањата на веќе покојниот академик Трајко Стаматовски, кој што доскоро беше единствениот жив современик на Блаже Конески, потоа од текстовите на неговите најблиски соработници, на професорката Вера Стојчевска-Антич, на академик Сусана Тополинска, покојниот веќе Ѓорги Старделов, така што тоа се биле и се ликови, односно наши научници, лингвисти и книжевници, кои што биле во постојан контакт со Конески и можат да го посведочат таа негова работа. Да се навратиме на прашањето за местото на Конески во таа комисија за која што зборувавме. Интересен е фактот што Блаже Конески имал неполни 23 години кога учествувал во работата на таа прва комисија за кодификацијата на јазикот. Меѓутоа, вели Трајко Стаматовски, Конески уште кога предавал на филозофскиот факултет, уште кога бил професор, тој вели уште тогаш како да се подготвувал за она што подоцна ќе го очекува. Значи она што ќе го работи на полето на јазикот и на полето на јазикот и на книжевноста. Студирал во Софија и во Белград и таму вели како да се подготвувал или како да ги цело време како да трагал по оние релевантни податоци кои што го прават македонскиот јазик да биде посебен. И на некој начин Конески како да имал некаква подготовка. Исто така малку се знае, јас прв пат го прочитав тој податок, дека при самото во последните денови на завршувањето на народно-ослободителната борба, народниот херој Борка Талески му дал задача на Блаже Конески да направи еден мал преглед на граматичките и на правописните правила. Значи, уште тогаш тој со тие неполни 23 години почнал да трага, односно почнал да воспоставува да прави некаква рамка, некаков концепт токму на полето на правописот и на граматиката.
Првата комисија во која што учествувал Конески се формирала во ноември-декември 1944 година. Меѓутоа има на едно место спомнува Стаматовски дека Конески не бил задоволен од работата на таа комисија заради тоа што најверојатно тој вели не постоела систематичноста, подреденоста на нештата. Најверојатно Конески бил таков карактер, сакал се да има свој ред, своја последователност, меѓутоа тоа го немало во таа прва комисија и токму поради тоа тој ја напушта работата на првата комисија. Меѓутоа подоцна веќе во втората комисија, кога се вклучува во работата на втората комисија, веќе се созреале, најверојатно созреале условите, се воспоставиле некакви правила на работа, се воспоставил некаков ред и така Конески почнува да се дава себе си во работата на таа комисија. И овде, вели Трајко Стаматовски, ќе преовлада мислењето на Блаже Конески, дека во тој значаен процес кој што следува, нели тоа е кодификацијата, не би требало да се вклучат странски специјалисти, како што нели бил ставот на некои од членовите, туку Конески се залагал руски лингвисти, така е, Конески се залагал тоа да се направи со сопствени сили. Заради тоа што тој вели тоа треба да го направат луѓе што имаат развиено чувство, развиена интуиција, односно го говорат јазикот за кој што одлучуваат. И овде на едно место, ќе го цитирам за да не го заборавам, Коневски вели: поважно беше да се има слух за времето и да разбереме дека ние не создаваме, туку ние завршуваме. Оваа мисла мене ми е навистина многу, сметам дека е многу значајна, заради тоа што токму во оваа реченица е вградено тоа што го зборувавме на почетокот за кодификацијата, дека со таа нивна работа тие не создале јазик, туку само го завршиле она што сите негови претходници за кои што зборувавме се залагале, сонувале, работеле на таа идеја. Кодификацијата е на некој начин само за окружување на тој процес. И навистина, ако нели човек разбира малку повеќе од тоа што е лингвистика, ќе разбере дека јазикот е процес кој што, како што рековме на почетокот, трае векови на нас. Да споделам еден коментар од она што ми надоаѓа природно по ова што го излагате. Тоа е дека дури е неверојатно дека само на 23 години може да се има толку јасна мисла и таква научна подлога за да се зафати со еден ваков проект. Како е тоа возможно? На таа тема јас размислував искрено и барав, читав, нели, како што вели Трајко Стаматовски, тој како цело време, Блаже Конески, како цело време да знаел дека во одреден миг во животот ќе има некоја задача која што ќе го одбележи него и неговиот народ и како постојано да се подготвувал за тоа. Дури еве ќе кажам дека во тие млади години тој пројавувал некаква активност, тој започна да пишува 1939 година, значи на неполни 18 години пишува поезија. И тоа оние мокни стихови, знаете, кога вели рика во мене маката дека сум роден во смачкано племе. Значи, замислете на 18 години таа чиста небреговска мисла што ја носел од своето родно место ја преточува во стихови. Тој бистар ум, неверојатен, најверојатно задоен од легендите, од преданијата, од песните, растел со нив, живеел со нив, тие биле некако во него за подоцна да излезат дали како прозен запис, дали како поетски запис. Исто така да не заборавам, тој држал еден вид мали кратки предавања за јазикот во тогашниот привремен државно-политички центар во селото Горно Врановци, Велешко. Значи и таква активност пројавувал. Цело време бил тука некаде, како да свесно се подготвувал за тој голем чин. Најверојатно тоа е природна дарба и ќе го споменам повторно Стаматовски кој вели на едно место: не баре сиот македонски гени беше собран во него.
И тоа неверојатно е така токму од причина што со кодификацијата на македонскиот литературен јазик Кунески не го завршува, туку почнува нов процес, огромно гениално лингвистичко дело, во кое што пак низ следните децении ќе се обиде и да одговори на голем број од неоснованите напади со кои што се соочува и тој лично, но и македонскиот јазик. Може ли да спомнеме дел од овој огромен габаритен материјал кој што ни го остави Кунески? Најпрво за нападите да кажеме. Веднаш по таа 45-та година, рековме дека 44-та е официјалната кодификација, на 5 мај 45-та веќе усвоена азбуката, на 7 јуни истата 45-та правописот и почнува веќе да се објавуваат првите книги, првиот буквар за прво одделение во 1945 година. Македонскиот правопис на исто така во 45 година се појавуваат првите книги за деца на Лазо Каровски во 46-та, книгата Овчарче, Македонче, тоа е се поезија за деца. Книгата Македонче сега го заборавив името, ќе ми извинат гледачите. Понатаму Славко Јаневски со пионерки, бубачки и шумски ѕверки. Значи тоа се книги од таа 46-та година кога веќе почнува обемна книжевна актива на македонските писатели. И првите години веќе кога почнува да созрева таа книжевно-јазична мисла, почнуваат и првите напади врз македонскиот јазик. И најверојатно, како што вели Стаматовски, Конески не можеше рамнодушно да седи и да ги слуша или да ги прима сите тие невистини кои што доаѓале до него, а биле врзани со јазикот, па и индиректно или со неговата работа. И од таа причина тој реагирал, меѓутоа секогаш реагирал со аргументи, со пишани текстови кои што содржат аргументација која што е не паушална, не е лаичка, туку е од човек кој што е поткован лингвист. И токму како резултат на тие напади во 1948 година излегува таа мала книжка од неполни 50 на странички по повод на новиот напад на нашиот јазик, во кој што Конески аргументирано се обидува да даде одговор на оние напади најпрво од страна на српските колеги, кои што велат дека, македонскиот јазик е србизиран јазик, цитирам, на Тито Колешевистите од Скопје и така натаму. Тоа не му паѓало многу тешко и затоа има едно многу значајно место во таа мала книжка. Ќе го цитирам, вели вака: во овој момент на својот развиток, мислејќи на македонскиот јазик, не е така заостанат како што си представуваат тие, оние кои што го напаѓаат. Тоа е јазик на една мала полетна литература, што со секој ден се поплодотворно се разгранува. Затворен цитат. Оваа мисла всушност е едно визионерско гледање нанапред во времето, како што вели професорката Вера Стојчевска Антич, мојот професор Блаже Конески беше пророк, гледаше во времето напред и навистина тој видел, почувствувал дека таа македонската литература е таа полетна литература која што подоцна ќе даде плодови. И навистина, ние сме генерација која што ги вкусува тие плодови. Се појавуваат големите имиња на македонската литература: Ацо Шопов, Владо Малески, Коле Чашуле. Зборувам за првата генерација: Славко Јаневски, подоцна Петрема Андреевски, Живко Чинго и така натаму. И делото што го оставиле зад себе, а кое ние денес го читаме, го препрочитуваме, го анализираме, се всушност тие плодови за кои што верувал Конески дека еден ден нашиот јазик ќе ги даде. Освен оваа книга, оваа мала книжка, Конески се зафаќа целосно со создавање на така наречените основоположнички дела, така да ги наречеме. Тоа е правописот од 1950 година. Најверојатно првиот правопис веќе не може да ги даде одговорите на сите подоцна промени што се случуваат во јазикот, затоа е неопходно да се направи нов правопис. Тој излегува во 1950 година заедно со
со Крум Тошев, а соработници ќе бидат неговите тогашни студенти Божидар Видоевски, Радмила Огринова. Тогаш се појавуваат и многу позитивни критики за тој прв правопис, на пример еден Хорес Ланд кој што тогаш пишувал граматика на македонскиот јазик, ама на англиски јазик, ќе се изрази многу позитивно за еден ваков проект како што е јазикот. Сега зборувам за одгласите на странските лингвисти за едно такво дело. Во подоцна ќе се случи граматиката на македонскиот јазик од 1952 година. И веќе тука конески, замислете се нафаќа да ги стави во устројство граматичките правила на македонскиот јазик, што не е така едноставна работа. И овде би го спомнала коментарот на тогашниот ректор на универзитетот во Неапол, каде што постоел лекторат за македонски јазик, Нуло Миниси, така се вика, човекот, еве ќе го цитирам, тој вели: лингвистите треба да научат. Јазикот треба да се свати со интуиција не на лингвист, туку на поет, на уметник, на вреден човек. Конески со интуиција на уметник и со интелигенција на лингвист знаеше да му го даде на македонскиот јазик неговиот вистински изглед. Ова е факт што никој не треба да го заборави. Повторно, од гласите на странските лингвисти дури биле и посилни во однос на тоа што ќе му го она што ќе се случува во локални рамки. По граматиката конески се зафаќа со создавање на речникот на македонскиот јазик, тогаш заедно со колегите, со Трајко Стаматовски, со Тодор Димитровски, со Благоја Корубин, ќе ги направат 3 тома на речникот од 1961, 65 и 66 година, исто така еден огромен речнички материјал од над 70.000 зборови, што е голем зафат. И четвртото негово капитално дело, реков основоположничко, е историјата на македонскиот јазик во 1965 година, ако не грешам. Дело кое што дефинитивно беше неопходно да се појави во македонската лингвистика. Прави еден мост. Мост, апсолутно. Старословенскиот, дури од 10-тиот век, значи тој историски го разгледува развојот на македонскиот јазик, па се до моментот на таа, како што вели тој, негова балканизација, попримање на тие балкански црти, заради тоа што пак се навраќаме на тоа дека јазикот е жив систем, трпи влијанија. Македонскиот јазик под дејство на несловенските јазици, соседните предсе, грчкиот, албанскиот, но и турскиот јазик кој што нели бил ароманските јазици, всушност под влијание на несловенските јазици се диференцира, се почнува да се оддалечува од словенските јазици и се диференцира како посебен словенски јазик. И навистина сето ова што го говориме сега, само овие 4 дела што ги спомнавме, големи, капитални, доволно е само толку да создал Конески и мислам дека повторно ќе го заслужеше највисокото место. А да не заборавиме дека тој е автор на над околу 750 авторски позиции, од кои 270 се само од областа на лингвистиката. Така. Меѓутоа, и покрај ова огромно дело, се чини дека последниве неколку години пак како од расклакотен лонец извираат духовите на македонско-бугарскиот јазичен спор. Так. И ова е навистина интересна појава, бидејќи има еден период на затишје и потоа пак силни напади, како можеби многу по силен притисок од времето на Конески, бидејќи живееме сега во друг историски контекст. Меѓутоа, ајде да се навратиме наназад, кога се случува тој првичен судир помеѓу македонските и бугарските лингвисти. Така, значи, веќе кажавме дека македонскиот јазик се формира многу пред да се формира македонската држава. Значи, тоа го спомнавме, тоа е факт. Нема, мислам, и целокупната историографија и целокупната наука тоа го потврдува, веќе го рековме. Меѓутоа, постојат бројни документи за тоа, постојат бројни аргументи за тоа, меѓутоа, сепак, како што кажавте вие, повторно почнуваат да се будат, така да кажам, тие духови од минатото. Но зошто се случува тоа? Тоа се случува заради тоа што имаме некаква предисторија на тој бугарско-македонски спор јазичен, нели, како што сега го
го нарекуваат политичарите. Веднаш по кодификацијата на македонскиот јазик во 1944 година, тогашна Софија немала проблем да го признае македонскиот јазик како посебен јазик. Например, во бугарската диалектологија на Стојко Стојков, македонскиот јазик тој ги третира македонските говори како посебна, како лингвистички различни, значи ги одделува од бугарскиот јазик. Меѓутоа се случуваат подоцна некои како да кажам, поединци се појавуваат, индивидуалци, кои што наметнуваат своји ставови. Например, една таква појава е професорот Кирил Мирчев, кој што му бил професор во Софија на Блаже Коневски, кој што во таа 1952 година искажува еден свој личен став дека всушност македонскиот јазик е само една гранка на бугарскиот јазик и дека македонското национално чувство е, го цитирам, доцен производ. И на таа негова реакција студентот Коневски, нели, во тоа време тој веќе изграден лингвист, меѓутоа сепак му бил негов студент, реагира преку повторно ќе кажам со аргументи, со пишани текстови, со научна аргументација, никако лаички, но некако тој став на Мирчев како да останал изолиран во тоа време, како да не предизвикал некое поголемо поместување или некоја поголема бура, така да кажам. Се до 1963 година, кога се појавува Тодор Живков и изјавува таа негова позната изјава дека македонскиот јазик е само еден говор што им припаѓа на западните говори, на нашите западни говори, нашите, велам, нели, на бугарските, затоа и го цитирам за да не сгрешам, и повторно почнуваат, нели, да се будат тие заспани духови и се случува еден инцидент во 66-та година, предизвикан од тогашниот директор на Сојузот на бугарските писатели, Џагаров, кој што одбива да потпише документ кој што е напишан на македонски јазик. И од тогаш, нели, сега зборуваме 66-та година, тоа е доста назад во времето, меѓутоа повремено се појавуваат, инцидентно се појавуваат одредени пројави вакви на поединци, но ништо толку значајно колку што до пред некое време, кога повторно се навраќаме на тој спор ирационален, дефинитивно, заради тоа што нема рационална основа за да се тврди дека еден јазик е дијалект на некој друг јазик, тоа веќе го кажавме. Меѓутоа, можеби, не знам, современите генерации, ние да кажеме, овие нови генерации, мора малку поинаку да ги перципираме тие нешта, кога зборуваме за такви историски случувања. Можеби мораме да сватиме дека понекогаш историското бреме е тешко, меѓутоа мора да се носи. Ние мораме да сватиме дека нашите претходници и во Македонија и во Бугарија понекогаш преземале чекори кои што можеби од денешен аспект се неоправдани, можеби се погрешни. Меѓутоа она што треба да се направи е не смееме да го заборавиме тоа што било, но никако минатото да го употребиме како аргумент за да ги разгориме и така оние огништа во кои што се уште има по некое живо жарче. Од историјата не е митологија, знаете, ако е така, тогаш политичарите, морам да ги спомнам, ќе си дозволат, а и си дозволуваат да прават лични алузии. Па се појавуваат, да кажеме, политичари кои што можеби не познаваат ништо од областа на лингвистиката, а си дозволуваат да толкуваат одредено јазично прашање. И токму заради тоа, дури и во тој јазичен спор со Бугарија најчесто се појавуваат прво политичарите, така било и во историјата на назад, така и денес. Прво тие пласираат некоја идеја, па потоа во позадина ќе се појават научници, да кажам, од БАН, кои што ќе дадат
во наводници некаква потврда за таа нивна идеја. Што значи дека секогаш напред одела политиката, а науката се користела како нејзина маша. И последниве месеци повторно има реакции, има пишувања од академици од БАН. Така. Меѓутоа, сретнав некаде став дека македонскиот јазик е реалност и воопшто можеби не треба да се Така е. одговара на ваквите, би рекла, провокации. Кој е вашиот став? Како би требало македонските, не само на научници, туку и академици или пак воопшто стручната јавност, книжевниците, филолозите да реагираат? Можеби тивко пишувајќи само. Јас не сум никогаш за неаргументирано или онака стихијно делување или дејствување. Значи, сметам дека кога секој од нас би работел во својата област на дејствување, тогаш сите ние можеме да направиме многу повеќе отколку кога би пуштиле еден политичар гласно да говори за сите нас. Кога јас како научник би работела во мојата област, на полето на книжевноста, тогаш би создавала, би пребарувала, да кажеме, текстови пишувани од македонци кои што живееле во Бугарија, на бугари кои што живееле во Македонија, како тие ги сваќале историските околности тогаш, каква е таа временска дистанца што сменила и така натаму. И би напишала, да кажам, текст, тој текст би се објавил некаде и тој текст би бил мојот влог во или мојот допринос, еве така да кажам, во ублажување на или балансирање на тие малку како да кажам односи кои што сега најчесто го користат терминот заладени, изладени и така натаму. И тоа затоплување е многу популарно денес, меѓутоа приближување на некој начин. Заради тоа што и бугарската историографија, книжевност и лингвистика, и македонската историографија, книжевност и лингвистика си имаат своји аргументи. И секој може со силата на аргументите да зборува. Меѓутоа никако тоа да биде стихино, па тоа и Конески цело време го кажува. Значи, немојте гласно да зборувате. Тој има една многу убава негова мисла кога вели не треба шум да се крева, туку треба темелно да се гради. И ако тргнеме од таа негова мисла, залудно е да создадеме некаква какафонија од изјави, од статуси, пишување, од навреди, по секаква основа. Тоа само ни оди на штета и на едните и на другите. И одзема енергијата и фокусот. Апсолутно. Мојот став е дека секој треба да работи во сопственото поле. Музичарот во неговото, ликовниот уметник во неговото поле, книжевникот во неговото поле, и кога сите заедно ќе направиме некаква синергија, тогаш мислам дека само тогаш може да направиме нешто добро за државата. А кога повторно зборуваме за Конески, можеме ли да го мапираме на светската лингвистичка карта? И тогаш, во времето на своето дејствување, меѓутоа и денеска, бидејќи тоа дефинитивно има останува таму, со сиот влог што го има направено, особено затоа што од научната дејност тој паралелно работи и на преведувачката и така. Да, исто препејува. Интересно е што Конески ми се чини дека е еден од, кога зборуваме за македонската лингвистика, меѓутоа и пошироко, е еден од авторитетите кој што е високо ценет и кој што е цитиран постојано. И во тоа време кога била она голема држава Југославија, тој бил истакнат член на тие југословенски академии на науки и уметности во тогашните центри во Белград, во Сараево, во Љубљана, во Загреб. Исто така бил член на академиите во Полска, во Австрија, исто и во Русија, меѓутоа не дочекал заради смртта тој декември за да биде избран за член на Руската академија на науки и уметности, но бил и истакнат универзитетски, односно доктор на науки на истакнатите универзитети во Чикаго и во Вроцлав. Што значи дека во светот на лингвистиката, меѓутоа во светската лингвистика кога зборуваме, Конески никако не бил случајно име. Затоа и Виктор Фридман, еден од најголемите истражувачи и почитувачи на македонскиот јазик, култура, литература, вели во Северна Америка, како и во целиот свет, кога се зборува за македонската лингвистика, првото име што се споменува е Блаже Конески. И не постои
момент кога се зборува за македонската лингвистика, а да не се цитира Блаже Конески, што значи дека неговото место е доста високо. Спомнавте дека тој работел и како преведувач, работел и како препејувач. Кога зборуваме за неговата преведувачка дејност, потоа ќе кажам и зошто е важна, мораме да споменеме дека тој го превел тогашниот, додека работел во Македонскиот народен театар како лектор, ми се чини дека тоа му е првото вработување, во 1945 година ќе го преведе Платон Кречет, текстот, драмскиот текст, на украинскиот драмски автор Корнејчук, и всушност со таа представа ќе биде отворен Македонскиот народен театар. Значи, на некој начин со својата преведувачка дејност тој се внесува и во основоположувањето на Македонскиот народен театар. Во дејноста со препејувањето тој ги препејува Прешерн, Шекспир, Блок, Мајаковски, Десанка Максимович. И знаете, оваа дејност, препејувањето и преведувачката активност се многу важни за еден јазик кој што туку-што застанал на своји цврсти нозе, зборувам за македонскиот литературен јазик, заради тоа што таму се гледа сиот раскош на јазикот, убавината на изразот, богатството на лексичките форми на јазикот, што значи дека Конески ги носел во себе, само преку оваа дејност на преведување и на посебно на препејување, ја истакнал сета убавина на македонскиот јазик и функционалност, се разбира. Визијата за македонскиот јазик кој што сакал да која што ја имал Конески се огледувала во сите негови и општествени дејствувања, затоа што бил многу активен не само она што го спомнавте во основањето и почетокот на работата на Македонскиот народен театар, туку всушност тој дал силен импулс на целиот културно-општествен живот. Може ли да спомнеме дел од неговите најзначајни влогови за создавање на една богата македонска култура? Така, тој веднаш уште на млади години се вклучува активно во целокупниот културен живот тогаш, нели, во таа повоена Македонија, и тој е еден од основачите на првиот универзитет првиот универзитет, Македонски универзитет, на филозофскиот факултет, бил ректор, бил декан, раководител, шеф на катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Понатаму тој е председател на МАНУ, на Македонската академија на науки и уметности во 2 мандата. Исто така еден од основачите на Друштвото на писатели на Македонија, еден од првите уредници на првите списанието Нов ден, значи кога се удирале темелите на македонската култура, тој бил тука секаде да го даде својот придонес. Кога го спомнав МАНУ, сакам од искажувањата на Трајко Стаматовски да споделам за мене еден многу интересен момент кој што говори за тоа колку бил Конески пред се голем човек и човек кој што правилно расудувал за нештата. Бидејќи бил во 2 мандати председател на МАНУ, на некој состанок во Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, неговите блиски соработници, пријатели, му понудиле да се промени статутот на МАНУ за да се дозволи Конески да биде уште еден мандат да биде председател. И тој во тој момент вели, еве, не знам дали можам и да го цитирам, меѓутоа можам и да го парафразирам, вели вака: слушајте луѓе, човек мора да води сметка за хиерархија на принципите. Па јас настојував во статутот на МАНУ да се вметне член кој ќе го оневозможи изборот на една личност на највисоката функција по третпат. Како ќе изгледам јас сега и пред другите и пред себе, ако го погазам тој став. И колегите, затворен цитат, колегите се повлекуваат од таа идеја. Ова ми кажува колку пред се бил чесен кон себе, меѓутоа и кон другите, кога ја почитувал собствената хиерархија на принципите што самиот си ја поставил. А ние сме сведоци, живееме во време во кое таа хиерархија на принципите постојано се погазува и кога разнишана е целосно и кога задржувањето на некоја функција е многу поважно отколку
тоа што го носиме како морален закон во самите нас. Така што навистина и ова покажува колку голем човек бил. Или на едно место го прашуваат колегите дека многу работи, бил доста организиран, се знаело во кое време оди на работа, кога одмара, нели, кога оди во клубот на пратеници за да се дружи со своите блиски пријатели. И тој вели на своите пријатели им кажува: јас мојот избор не го давам никому за пример. Што значи секој од нас е слободен во сопствениот избор и секој од нас избира како ќе живее, како ќе работи, како ќе дејствува. Ова се навистина интересни сеќавања за Конески. Сигурно има уште многу. Јас би сакала како увод да ве поттикнам да се присетам на неколку сеќавања на професорката Вера Стојчевска-Антик, која што вели во книгата Мојот професор пророк дека Коневски истиот тој принцип, истата таа стаменост ја имал и на тие меѓународни симпозиуми, каде што честопати се наоѓале противници кои што сакаат да го пецнат, да го задеват, да го поттикнат на некаква дискусија. Меѓутоа тој уште повеќе го стекнувал почитувањето и респектот, впрочем, не само од нив, туку и од сите присутни, со тоа што се држал на таа своја, нели, морална вертикала која што е поставена во него. Може ли да се присетите и на некои други сеќавања за тоа каков човек бил големиот Конески? Јас во текот на интервјуто нели реков дека сите овие информации ги црпам токму од неговите најблиски соработници. И на едно место Трајко Стаматовски вели пред нели да почине Блаже Конески, на едно место рекол: се што имав оставив кај моите пријатели. И од кога починал, најверојатно тогаш неговите пријатели не ја сваќале суштината на таа негова мисла. Меѓутоа, откако починува Конески, тие меѓу себе постојано се прашувале да не има нешто материјално оставено, во смисла текстови, одредени прибелешки, можеби, некаков тестамент, некаков аманет. Па дури вели Стаматовски ги боричкавме фиоките негови во ману, пребарувавме дома, значи постојано баравме, ние кај нас не бевме свесни што да не нешто ни дала, ние не сме виделе или не сме го забележале тоа, и вели постојано баравме, за потоа да сватиме дека всушност тој не оставил ништо материјално, освен неговото дело, и дека се што оставил тоа се неговите ставови, неговите размислувања, неговиот начин на дејствување, тоа што велите вие, таа негова скромност, таа негова организираност што ја имал како човек. И неколку важни точки подвлекува и самиот Трајко Стаматовски, кој што вели што сакаше да не научи Конески, што сакаше да ни каже Конески. Прво и основно сакаше да ни каже да го браниме и да го чуваме јазикот аргументирано, така како што нели цело време низ емисијата зборувавме, така како што тој тоа го правеше. Не учеше да не одговараме стихино на сите паушални напади од сите лингвистички лаици кои што се околу нас. Најдобрата одбрана е одбраната со научен труд, со текст за кој што содржи издржана аргументација. Тој вели секогаш кога бараме решение за нешто, треба да тргнуваме од општото добро, а не од личниот интерес. Нешто што во денешно време е можеби непоимливо, кога личниот интерес го ставаме пред општото добро. Тој живеел во обратен принцип, во онаа вистинска, се држал, како што кажавте вие, за онаа вистинска морална вертикала, дека општото добро е пред личното добро. Посебно вели Конески кога се работи за клучни прашања. А кога ние говориме денес за клучни прашања, тоа се прашањата за јазикот, за идентитетот, нели, за тоа што е лично наше. Понатаму велел дека ние мораме да придобиеме што повеќе странски лингвисти, специјалисти од областа на јазикот, да бидат на наша страна во смисла да го проучуваат македонскиот јазик, да го изучуваат, да регрутираат околу себе студенти кои што ќе се заинтересираат за тој јазик. Само на тој начин можеме да му покажеме на светот колку вредиме. И она што е најважно, вели Стаматовски, тој ни покажа како треба да се почитува личноста на соговорникот.
Тоа го кажуваше и професорката Вера Стојчевска-Антич, сме биле заедно во исто друштво, кога ни кажуваше дека Конески секогаш го почитувал мислењето на другиот, секогаш го изслушувал ако ништо друго. Ние денеска го имаме проблемот кога не се слушаме меѓу себе, кога се надвикуваме, кога сакаме да бидеме кој од кој погласен, а всушност ништо суштински не кажуваме, а тој секогаш го изслушувал другиот и потоа ако смета дека има потреба од некаков совет, нели, ќе го сподели со него, доколку не ќе премолчи. И никогаш не бил за лични пресметки. Тоа е нешто што мене посебно ме воодушевува, најверојатно заради тоа што јас можеби карактерно таква, заради тоа што од личните пресметки можеме само да изгубиме, а никогаш да добиеме. Тој вели, никогаш не сум за личните пресметки, дури и во случаи на појасно или поприкриено изразена недобронамерност. Тој им оставал на недобронамерните сами да ги увидат сопствените заблуди. И најверојатно тие негови принципи и тој негов начин на живење придонеле за тој да го стекне тоа почитување и од колегите, и од пред се, од неговите блиски, меѓутоа и од странците. И оној аманет што ни го остави Конески, јас би сакала да го прочитам во целост заради тоа што многу често гледам и на социјалните мрежи секаде, таа негова мисла некако се извртува и погрешно се цитира, за тоа дека јазикот е единствената наша комплетна татковина. Можеме да го прочитаме овој дел. Вели вака: за нас, повеќе отколку за многу други во светот, јазикот представува со се што е на него создадено, како говорен и пишуван текст, најголемото приближување до идеалната татковина. Тоа е заправо единствената наша комплетна татковина. И оние наши места што се испустени, живеат во нашата традиција со песните, приказните, гатанките и пословиците, запишани некогаш во нив, и оние наши места што се испустени ги опишува, опева и слави современата литература на македонски јазик. Затоа и во моменти на ломења, раслојувања и колебања, последно што треба да ни паѓа на ум е да ги поставуваме под прашање придобивките на нашата самостојна акција на јазичен план. И ми се чини дека овој аманет не изгубил на актуелност, посебно денес. Професор, ќе благодарам за овој прочит. Навистина, целиот разговор за Блаже Конески всушност наликува на една прекрасна беседа во која што се чувствува духот на Конески, кој патеме и тука меѓу нас. Конески е жив, само би требало можеби да ги смириме страстите и надвикувањата за почесто да го слушаме и да се осознаваме низ неговите зборови. Би сакала да спомнеме за она што се случуваше патем вчера на Универзитетот Гоце Делчев и не само во пресред на, мислам, чествувањата кои што следуваат 100 години од раѓањето на Конески, туку и одбележувањето на 5 мај. Така, Филолошкиот факултет, посебно катедрата за македонски јазик и книжевност, веќе неколку месеци наназад организира различни активности, кои што во чиј што фокус е делото на Блаже Конески. Тоа се различни работилници со студентите, читање на неговата поезија. И сето тоа е дел од програмата која што ја замисливме и која што сакаме да ја реализираме до крајот на годината, заради тоа што нели оваа година целата 2021 е прогласена за година на Блаже Конески. И ќе се заокружат сите тие активности со тоа што вториот број на списанието Палимпсест ќе биде кој што излегува на крајот од годината, некаде декември, ќе биде посветено токму на ќе има внатре стручни научни трудови кои што ќе бидат посветени на Блаже Конески. Она што вчера се случуваше беше одбележување на 5 мај, денот на македонскиот јазик, и се разбира наш придонес, така го нарековме настанот ние за Конески, наш придонес по повод прославата на големиот јубилеј 100 години од раѓањето на Блаже Конески.
идејата ни беше да направиме еден убав настан со кој што ќе му одадеме почит на Блаже Конески, со тоа што ќе проговориме за неговото дело. Исто така ќе читаме неговата поезија, тоа се случи вчера. Направивме настан во кој што се слушнаа стиховите на Блаже Конески и тоа што го говоревме гласно, еве како што кажавте вие, колку повеќе говориме гласно за неговото дело, колку почесто говориме за неговото дело, толку побрзо ќе се осознаеме или можеби ќе се освестиме за одредени прашања, одредени недоумици кои што ни се појавуваат. Активностите ќе продолжат и понатаму на Филолошкиот факултет, преостануваат уште неколку активности кои што исто така се во форма на работилници, на предавања, на вебинари кои што се планираат, а се поврзани со ликот и делото на Блаже Конески, и со тоа ќе направиме едно целосно заокружување на 2021. Сите активности кои што ги работевме, посебно вчерашниот настан, одбележувањето на јубилејот и на големиот празник, се дел од оперативниот план на Фондацијата за македонски јазик Небрегово, кој што е дел од агендата всушност за прослава на 2021 година на Блаже Конески. И со тоа сметам дека ќе ја потврдиме онаа мисла на големиот Славко Јаневски, кој што во една прилика рекол дека Блаже Конески никогаш не ќе е минато. Тој е постојано со нас и најверојатно овие денови или оваа година е повеќе од кога било со нас. Така што јас сум секогаш на страната на оние кои што сметаат дека Конески треба да ни стои, неговата поезија, неговото дело секогаш треба да ни стои некаде поблиску до зглавието, односно поблиску до перницата, да се чита и да се препрочитува, заради тоа што, како што вели германскиот лингвист Манфред Јенихен, кога животот ни го одзема правото да се смееме, тогаш посегнете и прочитајте го Блаже Конески. Ви благодарам многу за разговорот, за вашето учество во Визави. Се надевам дека ќе има многу настани и многу можности оваа година да зборуваме и да се сеќаваме на Блаже Конески, да остане во меморијата, особено на младите генерации. Ви благодарам и беше чест. Почитувани, вам ви благодарам за времето кое што го поминавме со Визави, со разговорот со професорката Ана Витанова Рингачева. Останете со програмата на Канал Вис.